Младите да се вклучат во различни активности и да се поттикнат да останат во земјава. Ова е целта на проектот Младинското учество е важно. Се спроведува во 8 општини низ државата, а во просториите на Урбан во Тетово денес се одржа првиот од низата настани кои ќе бидат организирани со цел вмрежување на организациите и институциите со идеја да се воспоставуваат младински центри. Денеска сме тука на настан што е третиот настан од 8 што ќе се организираат во 8 општини широм државата. Во проектот Локалното младинско учество е важно, проект подржан од амбасадата на Кралство Холандија во Скопје. Каков проект, како таков ние кога го напишавме и кога аплицираме за проектот, идејата ни беше за да се имплементира законот за младинско учество и младински политики, бидејќи ние како млади сметаме и како организација дека за младите да успеат во наша држава и да почне да ги имаме што повеќе младите во наша држава е да се имплементира овој закон и во склоп на овој проект една од активностите ќе се случува и тука во Тетово во наредните 3 години. Бидејќи овој проект е во 8 држави, во 8 општини, почнувајќи од нашиот крај од Липково и Куманово, па после имаме и во Скопје во Чаир, Теарци и Тетово се од тука, Гостивар, но исто така Маврово, Ростуше и Струга. Ова е првите 3 месеци од овој проект се сега. Натаму ќе има и многу други активности каде што ќе ги вклучиме и младите од Тетовскиот регион, поточно од Тетово и од Теарце, каде што ќе имплементираат активности во склоп на овој проект. И според пописот што искочи пред неколку време, гледаме дека општините, особено Липково, Арачиново, тие помалите рурални општини имаат најмногу млади. И веруваме дека исто така ние како организација имаме некој мал удел во тоа, бидејќи сепак ги вклучуваме младите во различни активности, во различни процеси, што сметаме дека се битни за нив и исто така сметаме дека со вакви активности ќе можеме да ги привлечеме што повеќе младите да останат во нашата држава. На настанот учествува и градоначалникот на општина Тетово Билјалка Сами и заменик амбасадорот на Кралството Холандија во Македонија Роберт Декер.